било. Не е страшно. Ке почнеме се на песничка. Таков неадето. Од викендов, не знам како си поминавте, се надевам добро. Беше убав, прекрасен, сончев викенд. Кај да бевте, бил викендот поминал, сега мислиме на наредниот. Друго што да ви кажам, не знам кој ми рече, многу ми е досадно, вика, шо ке се пред вака досадно. Дури очу ми е досадно, некој се чувствам така осамен, никаков. И да не се секирате. Јас пред некој ден така се чувствував и направив една финта. Кој сте осамени, досадно, никој кој не ве барат. Една рата на кредитните картички нема да платите. Ево мене, например, каснам 2 недели, секој ден по 2-3 жени ми севетите од 3-4 различни банки. А белко жени во изминатите 10 години не ми ме барано. Знаете како ми го надушичкава? Ми се чини најбав се во државава. И то културни, љубезни, дури толку се сближив, што може и кукни пријатели ќе станеме, ќе си почнеме по визити, по слави, одими, дојдеми, роден денче за детето и такви ми ти работи. Ајде да не должиме многу. Уште еднаш ќе ви речам, добре дојдовте во уште едно издание на наша ТВ во Небери Гајле. Ќе почнеме со песна. Режија, дали може едно песниче да пуштиме? Од нашиот драг Бајага, инструкторите и песна против малери. Ајде да ги слушнеме. Песна против малери, да се пее, злоба да растера. И јас ја пеам за тебе најмила, а и ти пеја за мене некогаш. Да се прави од гранче маслина, да се прави од златна вистина, да се пее со чист образ, винуди успех наместо пораз. Прегрни ме и бакни ме со усни, исчисти ми ја душава од неволи. Ке ти подарам песна која ја пеам јас, ке ти подарам песна против малери. Нека ја пеат сите, нека ја пеат сите, мои другари, срцата неким ги ова песна исполни. Песно растерај ги, овие змејови, донеси песно среќа во овие наши краеви. Ова е песна против малери, да се пее, злоба да растера. И јас ја пеам за тебе најмила, а и ти пеја за мене некогаш. Да се прави од гранче маслина, да се прави од златна вистина, да се пее со чист образ, винуди успех наместо пораз. Прегрни ме и бакни ме со усни, исчисти ми ја душава од неволи. Ке ти подарам песна која ја пеам јас, ке ти подарам песна против малери. Нека ја пеат сите, мои другари, срцата неким ги ова песна исполни. Песно растерај ги, овие змејови, донеси песно се
sreća ovije naši krajevi. Donesi pesmo sreka ovije naši krajevi. Donesi pesmo sreka ovije naši krajevi. Ето, така со песна почавме. Убава е со песна кога се почне. Убаво ни да на душичката. Речиш што ќе речиш. Ајде да се поздравиме со другарчината, двајца ветерани со мене, господинот Чурковски Ристе, познат како Чурка, и господинот Миле Стојковски, без В. Да, само и ние... без Ш. Не, Ш, никако. Значи, само прилепи охлинеме два. Вие стуле имате бе со Чурковски Риски? Не, без В. Без Тие В. се кон нас. Добре, кон нас те биле. Строго без В. Гостинот Или Миле, ние кон гостинот Струга. Јас вечерва емисија ја крстив упорноста на дело и мислам нема да сгрешив. Уз муабет ке докажеме дека е така. Ристе Чурковски, познат во широката јавност во Македонија, бившите простори, Европа и светот како Чурка. И пошироко. И пошироко, може и на Марс негде си имаш надпреварено, а не можеш да знаеш, море, ко во Бунило ти е многу надпревари и веќе не знаеш ке си весел. Ветеран, ке речам, од дете со кајакот и се уште активен. Моја генерација негдека, добро, са мал ти кратам од години, знаеш, претежно години кога се спомнете, си ме кратен. Колку години имаш, шо знам бе, не памтам, мал бе. Не е важно, важно дека си се уште активен. Поим за кајак, јас би рекол, ако грешам, знам дека не грешам, еден од најстакнатите и најдобрите македонски кајакари на мирни води. Точно. На мирни, да. На мирни, зашо Охридско езеро, наше на се е мирно езеро. Фаќат бранче од време на време. Питоми сме ми. Питоми кој Охриѓани. На питоми води, да. На питоми води, кајакот кај Чурка фамилијанен спорт можам да го наречам, затоа што имам сознание дека веќе татко, дедо, прадедо И така натака, со кајак, што во Копанчина тоа е. Во Копанчина, Струга на пазар, зашто га Стружани вида Охрид врат на прошетка, ние сега со точко идаме Струга на прошетка. Не бе, тогаш Охриѓани идаде во Струга. Струга бил трговски град. Па да, има то пеано е во песна на Струга Дуќан да имам, ама не сме сега за трговија да правиме муабет со кајаков, како што на кратко почетоци. Како што веќе спомна, значи во нашата фамилија кајакот е традиционален спорт. Уште татко ми ја од 55-та година учествувал до 60-та негдека година на надпревари и успешно и тој се надпреварувал и освојувал први места. После тоа со кајакот почнав и ја, и то не знаечи дека татко ми бил кајакар. Ја разбрав отпослед кога веќе навлегов длабоко во кајакот и во тренинзите. За после тоа да исто да го прифати тој спорт и едната и другата черка, која дојде на возраст негде од 10-12 години. И така, горе-долу, од 50-та година... Супер, така, со кајаци е нешто на прошетка. Ама го гледаш да син му не кажи. Зежбето. Не знам што... Што му е муабето сега, ама прилепчане беше, да. Не, прилепчане Да. се него... И јас за Прилепчане. себе си многу муабети не правам. Мајче, Зашто немам себе. Ќе му направи ја клизечи еден старт после. Ако не, овие прилепчани ми се најаки мој тапчи. Миле Стојковски, познат во македонската јавност, јас вака те најавив. Човекот кој носи во движење, човекот кој има пркоси на хендикепот и упорно докажува дека со цврста волја и ведар дух може да се све да се победи и така си помагат себе си и на другите. Појќе на другите отколку себе си до душа, Многу ама и не е себе си, важно тоа. многу Да. си активен, Да. чисто доказ е дека без разлика не треба да се падне во депресија, што е можда сосема нормално, затоа што е тешко, ама те гледам све поеќе и поеќе количкава си ја отврлаш. Па се трудам да ти кажам право. Полека, полека. Не знам до кога, ама Ајде, ќе со биде Господ напред. со Господ Да. напред. Навивам за тебе и сакам да кажам дека многу си активен човек, што е научен да се движи, нема никој да го застани. Кај, ало, ке поварам приле, подам нешто ширденче, нешто частење, знаеш, гага по 6 пола влак. Миле кај да части нешто таму,
Шо знам кон пекик замина, како е? Реков, ме зезна е. Пак побаре го кај, а ти на нешто олимпијада, некои деца играли нешто, тарна натаму, шо правиш? Другиот пат Лондон, шо стори да му се сне? Шујке дресенчени, шо стори? Да, да. Тој километрима да прави со количка, па ише некој со кола. Да, бе, да. За Која толку со години. точка. Да, исто ме праша на еден прес пред да заминиме за Лондон. Имаш ли представа од прилика колку километри имаш поминато? На брзина пресметав околу, за овие 16 години, околу 150.000 километри имам поминато. Па уборече, јас кола имам, 5 години имам 35.000. Ама добро дека ти се од точка. А влав? Нема со наточак сум јас. Да. Наточак и пешки са, секој со она. И не троши тица. Ама не бе, ама зашто секој си има превозно средство, така? Некој пешки, некој со точак, некој со мотор. кајак. Шо, некој со кајак. Јас со количкава. Ма важно да се движи. Да. Така? Да. Моментално сега кај си шо си, малу Скопје, малу Прилеп. Да. Појке Скопје, помалу Прилеп, обратно. Па може да се речи последниве 2 месеци дека појќе сум Скопје колку. Ти си стар Скопје, не зве. Што те барам Прилеп? Убаво кажа во најавата, значи цела моја активност е сведена на пораката што сакам да ја пратам пред се до мојата популација, за да им покажам и докажам дека ништо не е тешко ако тоа го посакаат. Сум имал можност да се сретнам и со премиерите наши, и со председателите, со министрите, со јавните личности, односно секаде таму каде што сум посакал да бидам. И тоа е токму таа порака до мојата популација пред се. Иако многу повеќе одек или фидбек имам од таа моја активност или таа моја порака и од останатите. Често пати ја разкажувам една анегдота, низ Скопјево се движам по тротоарот и ми приоѓа еден, ама не можам да опишам колку голема личност, мислам, голема како појава голема. 2 метра и повеќе и така натаму. Забележав дека сака да се поздравиме, да се сретниме и така. И добар ден. Мило ми е што те сретнав, да се запознаеме. Задоволството викаме мое. Ти вика не си свесен колку мене си ми помогнал. И јас си опрашалници кога прв пат се среќаваме, како сум можел да му помогнам. Сега вика ќе ти раскажам. Ја вика во Скопје седам во една кула на 9:12 спрат не знам каде. Долу вика на влезот имаме трафика. Трафика обично, цигари, сокче, кафе и ти работа. Кој ќе си појдам дома, вика јас горе, како што ме гледа шолкав, кој ќе се оптегнам на таа мојата фотелја и нозете ќе кренам на масичката, телевизорот пред мене и не мрда. Ако ми фали нешто, кафе, цигара, едно, друго, абе се дома вика терам, кај што не треба, да ми донеса. Мрдање никако, укопавање. И така во еден момент вика на телевизија те дава тебе. И кажуваш кај Сибил, што Сибил и така. Ја вика како се застрав. Абе вика, што ти расправам? Се собрав, во тоа фотелјата имаше место уште за двајца како мене. Од тој момент вика, кој ќе ми треба нешто, а за да викнам, ќе се сетам, ќе се повлечам, ќе си клам папучите, што вика Скопјани, долу цигарчина, ќе си купам сам, се враќам назад. Дома се чуда што се случува со мене, а мене вика ми е срам да му кажам. Незгодно. Да. Така да тоа ми се има случајно. Еден добар пример, една добра анегдота за сето тоа што се случувало. Врз основа на моите активности се разбира. Се трудам сета состојба да ја прикажам во еден ведар дух. Ја му викам и кога се шегувам, не се шегувам. Значи, тоа е мојата... Право поведар човек од тебе немам сретна, без разлика на... Ќе го тргам настана, значи, докази дека мора да се напред и да си ведар, да се тера. Не е лесно, нормално 16 години. Да, 16 години. Ама
таа волја, покасно малку ќе правиме муабети за тоите активности ширум светот со тоа што си го пропатувал светот, колку многу луѓе си сретнал, колку многу здруженија, заедници, баш и преска правевме муабет во носталгија, дурбевме да ги поздравиме екипата во носталгија нарочек за она кој споревме за планинарење, дека јас уталица сум плани, дека може да се направи со една група луѓе и на планина. Сега нормално не мора во некој карпи да се качува, ама во место кај што е достапно за количка или како да кажеме и ние дека бевме в планина. Ама зошто не? А имат можност. Сева јас на Галичица би организирал, заедно ќе се договориме, па и ти си планинар, покрај како ние со него се сретавме на 2300-400 метри црни камени, така договоривме средба, пошо... На 2 и нешто, Па толку 2300 негде, 2400, не е битно. И тогаш договоривме, ми кажува дека ќе одам на Олимпијада, на која Олимпијада бе за ветерани. А не ти личи на ветеран? Не ми личи на ветеран. Како бе, не си ти мукам во јуниори, не бе рече, во ветерани ме пишале. Над 50 години ветеран сум бил. Ветеран, што било. Кафе, не кажавте, пофалете ме, море, еве, јавно сакам да те пофалам, значи, вакво кафе, јас до сега не сум се напил. Па гледам дека не си се напил, и се не ти го погодил. Значи, јас пијам топло чоколадо со вкус на кафе, Жанко лично ми го спреми. Не се имаш да го напијано, се надам, можда и нема така го Му го барам рецептот, не ми го дава, викам натре има уште 2 состојки плюс, а тоа се љубов и внимание. Може би затоа е убаво. Кафичка отвора. Кафенцо, благо толку благо немаш пијано во живот. Без шеќер. Не пи го за да можеш да збориш после бизнес вести. Во Турција бевме еднушка на шопинг така и нарачуваме кафе во хотелот со барето и му викаме на келерот без шеќер. И тој вика добро и носи. Пробве тоа што пијат кафе. Пробве ти фаци одма прават некој многу не благо. А ти пет има мислено, пет лајчи на шеќер. Овој му вика да бе демек шеќер тој носи туште, знаеш? А бе му викаме јок шеќер, ја рече 5 Тој беш мислил, беш 5 шеќер, едно кафе, така мучко да залеме окам. И така и ти ги имаш направено ова, со без шеќер. Ке ти направам ушено за господинот Чурковски без шеќер. Јок шеќер. Абе 30 денари јас паќам. Да. 11:00 да го допијаме кафе, тамам за бизнес вести е време и продолжиме со муабет. Која помина 20 минути бе. Бизнес вести. И со нас. Малку. Инокс садови, братство, Охрид. Традиција, квалитет, економичност, трајност. РФМ Бизнес вести на наша ТВ. Во компаниите има 4692 слободни работни места. Поред податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2013 година стапката на слободните работни места изнесува 1,11%. Највисока стапка на слободни работни места има во секторот градежништво и изнесува 2,50%, додека најмала е стапката во секторот дејности во врска со недвижен имот и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парја и климатизација, каде што стапката изнесува 0,29%. Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,29%. Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,03%. Најголем број на слободни работни места, односно 972, има во петата група на занимања, односно работници во услужни дејности и продажба. Бизнес вести. Мелничко-пекарската индустрија бара увозот на пченица да биде слободен во текот на целата година, односно да нема одлука за врзан увоз како што имаше минатите години. Со тоа сметаат тие ќе се овозможи откупот на пченицата да биде по пазарни цени, односно по цена што ја диктира Новосадската берза. Тоа ќе се рефлектира и врз цената на брашното. Според Стопанската комора, мерката се воведува во почетокот на јуни, кога цената на Новосадската берза паѓа, а мелничарите не можат да купуваат ефтина пченица.
пшеница. Условени се да ја откупат домашната пшеница, која е по многу повисока цена. Од друга страна, пазарот веќе е наполнет со ефтино брашно, така што на крајот има разлика како резултат на откупената скапа домашна пшеница. Во 2012 година просечната увозна цена на брашното била 293 евра, наспроти домашното кое било 415 евра. Доколку во ресорното министерство има размислување за воведување забрана, тогаш мелничарите бараат одлуката веднаш да стапи во сила кога станува збор за брашното. А ако мерките се однесуваат и за пшеницата, тогаш таа да важи кон почетокот или средината на јули. Покрај ова мелничарите бараат и 100% зголемување на цената што ја плаќа владата за чување на пшеницата од стоковите резерви. Годинава се очекува повисок род од 3,5 до 4 тони по хектар. Сепак ваквите состојби нема да значат и намалување на цената на лебот. Бизнис вести. Пониски трошоците за живот во мај годинава. Државниот завод за статистика измери намалување од 0,2% во споредба со претходниот месец. Тоа е резултат на пониските индекси на безалкохолните пијалаци за 5,8%, зеленчукот за 2,7%, јајцата за 2,5%, преработките од зеленчук за 1,4%, мастите за 1,1% и рибата за 0,3%. Намалување е забележано и кај течните горива и гасот за домакинствата и нафтените деривати за 4,7%, авионскиот превоз на патници за 1,2% и електричните апарати за домакинствата за 0,4%. Пораст на индексот е забележан кај овошјето за 6,4%, преработките од месо за 1,1%, алкохолните пијалаци за 0,9% и преработките од млеко за 0,6%. Исто така пораст на индексите на трошоците на животот е забележан и кај обувките за 2,3%, средствата за хигиена и пијалаци во рестораните и хотелите за 0,7%, лековите за 0,5% и храната во рестораните и хотелите за 0,4%. Индексот на цените на мало во мај годинава во споредба со мај ланската година бележи пораст од 0,9%, а индексот на трошоците на животот бележи пораст од 3,4%. Бизнис вести. Во јуни 6285 фирми треба да се прилагодат за електронско пријавување на даноци. Тримесечните ДДВ обврзници имаат уште еден месец да се регистрираат на електронските даноци, односно од 1 јули имаат законска обврска, наместо во хартиена форма ДДВ пријавите и даночните биланси за данокот на добивка да ги поднесуваат до Управата за јавни приходи по електронски пат. За успешна регистрација и користење на интернет сервисот фирмите треба да поседуваат дигитален сертификат на USB токен, интернет конекција, електронска пошта, иста со она која се води во Централниот регистер. Даночните обврзници треба навреме да ги преземат неопходните чекори и да се прилагодат на новините во даночното работење, бидејќи во спротивно е предвидена глоба која достигнува до 3500 евра во денарска противредност, соопшти Управата за јавни приходи. Бизнис вести. Цените на бензините се зголемија за 1 денар, на дизелот останаа непроменети. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, Евро Супер БС 98 се продава за 81,50 денари за литар. Евро Супер БС 95 чини 80 денари за литар. Цените на дизелот и екстралесното масло за домакинство остануваат на 67,50 денари за литар, односно 56,50 денари за литар. Цената на мазутот се намалува на 41,049 денари за килограм. Бизнис вести. Град Скопје ги известува сите правни лица и трговци поединци кои што не ги намириле своите долгови по основ на комунална такса фирмарина за 2012 година да го намира долгот, во спротивно ќе се применат законските одредби за доставување опомени за неплатени обврски за 2012 година. Град Скопје апелира до сите физички и правни лица, даночни обврзници кои поседуваат недвижен имот на територијата на градот да го подмират својот долг доколку имаат неплатен данок на имот, заклучно со 2012 година. Најавуваат дека ќе почнат со примена на законските одредби за присилна наплата, доколку даночните обврзници по доставувањето на опомените за неплатени обврски за изминатите години не го подмира долгот во пропишаниот рок.
РФМ Бизнес вести на наша ТВ. Да го сочуваме сточниот фонд за здрава нација. Купувајте квалитетни македонски млечни производи. Ето така, о, ред муабет, ред реклами, ред вести. Овде читам на Охрид прес. Брачен пар од Скопје пронајде на Галичица, не се сеќаат како стигнале таму. Тамам за планинарење. Кај се одело со жена по планина? Ние будали сме чуеме бежени. Не се ојд. Бежена. Жанко Шобараш налов. Рече еден, имам другар во Германија со жена му на планинарење, налом. Ние од жените бегаме, зашо е нареби шо за шој. Одам струга со точкон секој ден и гледам рибари. Рибар, тоа е забегана работа. Фрдаш и отап, ако комањак гледаш. Шо фаќаш ре? Кленој, крап, не знам што ми рече. Колку имаш ватено, ниеден. Од кај знаеш дека фаќаш кленој? Ако фатиш грунет, што ќе правиш? Ај, извини, не сум на грунци, ќе те вратам. А тој со тавчето огнот веќе запален. Шала настана. Секој со кефот, бе, како било сега. Ние малка се нашалиме, знаеш. Каде се младите, таму и шегата викет. Од колку години почва со кајаков? Почнав од 12 години, а пред да продолжиме со разговоров околу мојата кариера, сакам само да кажам на македонската јавност дека целта на моје гостување сега и на други телевизии претходно, значи што су бил, не е сега јас на 50 години да се фарам со некои резултати од пред 20-30 години, него сакам со овие емисии да го свртам вниманието на македонската јавност, а посебно на луѓето кои што се во спортот, значи компетентни, да променет нешто нарочито во кајакот. Значи, верувам дека и во други федерации се случуваат слични работи. Значи, имаме еден мораториум, буквално последниве 5-6 години, 7, значи, воопшто не функционират федерацијата, надпреварите одвај се одржуваат и така да кајакот е дојде на едни ниски гранки, не знам, ево, дали вие сте слушнале некој пат нешто во последниве години или воопшто за кајакот, резултати, државни првенства или било какви надпревари. Значи, целта ми е да се сврти вниманието и одговорните во федерацијата и одговорните во институциите кои што се грижат за спортот, малку да обратат внимание на федерациите кои што не функционираат, не работат и која е причината за тоа што е таква ситуацијата. Тоа не е добро, нормално, за спортот во Македонија, нарочито за тие кои што се веќе влезени во кајакарскиот спорт, дечиња млади од пионери до сениори, заради лоша функција на раководствата во федерациите, да не може да одат напред во својот спортски развој. И значи, јас почнав во 12 годишна возраст, негде 74 година, до 90 година активно се бавев со кајакот, значи бев во тој период републички првак апсолутен, преку 25 пати бев државен првак на ниво на Југославија. Тоа значи правиме муабет за екс-Југославија, значи тоа беше јака конкуренција. За крајот на 20-тиот век. Па кој век сме се? Јас мислам 19-ти, 18. Веќе 21, не е битно. Имаше јака конкуренција тоа, значи 6-7 републики, 8... Две покрајини, 6 како републики, било, имаше 35 клуба учествуваа на државни првенства. Во таква една конкуренција, многу често нашиот клуб, кајакарскиот клуб Црн Дримо Струга, од кај што потекнувам, а сега имам собствен клуб, беше државен првак и во пионерска, и во јуниорска, и стигнавме недека меѓу првите 3 места и во сениорска конкуренција, што за наши услови, да речеме, беа вистина забележителни резултати. Во тој период од 6-17 години,
Значи, јас бев во Струга, во изборот на 10 спортисти на градот, сигурно негде околу 10-12. Имав некоја слика овде во весници, мислам видов во 10, ево е. А тоа е на Македонија. Тоа е избор на Македонија, сликава е толку на стара, спортист. што овие што се наслика сега се дедовци и баби. Од вечер, не се толку Тоа е стари. 78 година, Киро Ристов. Борачот беше прво место, тука Јаце Русевски, Јаце Русевски, Васил ова Ринго, е Шабан Слободан Седију, Арсовски велосипедизам, велосипедистот, да. И во една Шабан таква Седију. во една таква конкуренција, вистина е успех да си меѓу 10 спортисти на Македонија. Значи, се работат за баш луѓе кои што беа на самиот светски врв во нивните спортови. Уште два пати од 78 до 90 година бев уште два пати меѓу 10 спортисти на Македонија, а во 78 година, значи во истата година бев најдобар млад спортист на Македонија. Не прекинав со спортот, значи до ден денешен, се надпреварувам уште и во значи на државно ниво на сениорска конкуренција, каде што сум сега уште државен првак. Ја велам за жал, сум државен првак, значи срамота е да кажеш, може со 51 година. Што е битно, си весна човекот. Активен е, што е битно, првак. Да се, кајакарите на Црн Дим шампиони. Ние во Прилеп велиме Ричи, втор да сум, ама наред да сум. Овде, у анкети листа млад борец, Чурковски најбољи млади спортист. И на Хрватските имат. Да, тоа што е во темпо, Знам, во спорт, во таму кои вести е списанија. Одеше свето. Имаше некој ред. Тие години во спортот беше организиран, мислам, малку поинаку. Се знаеше кој што може да добијат и како. За разлика од сега. И за стипендии, и за било какви. Ево сега владата наша направи напори за подобрување на спортот во Македонија, што мора да биде подобро. Сака малку за што е за поздравување. Ево ти Чурковски спортиста години, сите гласови за Чурковски, весници или се весници. Нема, јас старомодно со весничина, имав еден гостин со одзиден весник УСБ, му икам на времето. Рестужан ја брана титулата, Црн Дрим лани во Јајце беше најдобар, се очекува годинава. И тоа не знам се точно која година беше. Кај да знаеш, вестников не се чита дека е победене ова. Ситно. Рачен олку ситно не вакате, со лупа да читаш. Сакав да поврза малу Миле, Чурка и кајакот. Може имаме нека фотка таму од Миле дека и кајак. Тие тренинзи ги правеше предателби за Пекинг. Со Милета се знаеме од поодавна. И Миле како што си го знаеме вака активен, сака све да пробат. И кога се спремаше за Атина беше, така? За Пекинг. Дојде во Струга на подготовки, беше сместен во хотел, во Еврохотел. Да. И тогаш јас баш го имав и формирано значи новиот клуб мој. Тоа беше приватен се уште. И изрази желба покрај што возеше количка, со количка што возеше некои дистанци тука низ покрај Зерово, да почне ти со кајак. И немаше проблем. Талент е за све што да ти кажа се. Со как? Не знам нека фотка. Мирко Трак, сакан величествен реализатор. Дали имаме некој од фотографите од Миле да видиме, па ќе ги скоментираме. Доде годат фотографите, имаме и коментар. Да, секако. Зашто ако почне Миле со вица и уште пола сат ќе ни ојто да ми сијава. Ќе гледаме да се воздржиме со вица. Не бе, ако зашто а не? Ево. Еве ги. Ево, ова кој е? Да. Миле. Па овде јас сум кај што... Чекај, полека, Мирко, како не направи, шпринт не направи со... Врати да видам дали Миле, врати ми на слика. Не, Миле, бе, како... Ова е кој е? Не бе, ти си не зафркавај, по стегачен те знам. Да? По фризо. По фризор те По познам. мустајчине ми пазна. Ова кај си, кај... Ова Охрид. Околу езеро? Да. Ова е... И овде... Подпеш беше она. Ова е Поградец. Ова е Костина. Ова се представници на општина Поградец.
Сам Чај покрај да објасним, јас мислев од Миле ќе видиме слика, ова е веќе твојот подвиг со кајак, кој има друг некој свртено езеро со кајак? не. И затоа ми е посебно драго што македонец го сврти езерово наше, значи че ми беше мак ако дојдеше некој од Америка или од Канада Да. да го Дојде заврти унгарци, езеро. едни сега 3 дена ги баравме, загина. Тројца унгарци на вести кажу, тројца унгарци со кајаци загина во езерото, се изгуби, ако креца загина. сте ги донесли, Ево го, врати, Мирко. Ево го, баце, Миле, струга да ме го позадин. Ево го. А што овде му кажеш кога завесла? Да, баш овде как првите завесла и ги учев од Ристе, прв пат влегов во кајакот тука. Изразив желба да и тоа да го пробам. Малку на мајтап, знаеш, така го теравме. Како на мајтап, как? Јас немам влезено как, мислам да се превртам, не е едноставно. Ричи? Ама јас види, имам многу добро, верба во Ричи, пошто ми е стар пријател. Ја Овој имам една анегдота. Овој кајак е малку така како за диви води, малку е постабилен. Не малку, него многу е постабилен. И може во него да мислам го ги користевме кој за почетници, кој за Значи јас кога ќе дојдам во ваков кајак е. Точно, да. Добро бе. Ајде ти се кираш, ти само дојди. За среќа многу брзо успеа за неколку дена да ме